Прилеп, како еден од 10 пилот општини кои се дел од програмата за јакнување на општинските совети, фаза 2, до крајот на годинава ќе има можност да искористи од 40 до 50.000 долари за реализација на еден или повеќе проекти кои според граѓаните се приоритетни за локалната заедница. Поведуваме еден нов концепт на одбирање на она што е најзначајно за граѓаните. Во седницата која што следи наредната недела ќе биде направена измена на статутот на општина Прилеп за одлучување како да се трошат во иднина јавните пари. Сега ова само пилот програма на средствата кои што се одобрени од UNDP, да видиме што размислуваат нашите сограѓани, во која насока треба да се трошат нивните средства. Оваа донација ќе искористиме онака како што овој состом форум во заедницата во општина Прилеп ќе одлучи. Целта на ваквото презентирање е граѓаните се разбира со нивните идеи на кој проект приоритет би му дале да се реализира се со цел за поквалитетен живот во нашата општина. Овој форумски процес се финансира со поддршка од швајцарската влада, UNDP и Министерството за локална самоуправа, а со 20% го кофинансира и самата општина Прилеп. На оваа прва форумска сесија беа утврдени темите на кои ќе се конкретизираат приоритетните проекти, а тоа се образование, млади и спорт и животна средина. На оваа сесија ќе работиме на дефинирање на проблеми и предлагање на решенија. Понатаму во наредните 2 месеци ќе одржиме уште неколку сесии каде што ќе се разработат тие предлог проекти и на четвртата сесија ќе се направи избор каде што граѓаните ќе изберат кој проект сакаат тие да се спроведе во рамки на грантовата шема која што е дадена од донаторот. На крајот од годината ќе има и 5-та завршна форумска сесија кога треба да бидат презентирани резултатите. Во минатото, благодарение на овој форум на заедниците, во Прилеп беа реализирани 2 значајни проекти: целосна рехабилитација на паркот на Револуцијата и изградба на амфитеатарот во средновековен Варош.